оправдувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на директорот на јавното предпријатие Македонски шуми, Жарко Караджовски, за скандалот со огревното дрво, кој наместо кај граѓаните кои го имаат платено, власта го извезе во Грција, е врв на извртувањето на фактите и на вистината. Кого штити Министерството кога вели дека се извезувал опожарен бор? Факт е дека барањето на јавното предпријатие Македонски шуми. Во него стои дека се бара извоз на близу 30.000 метри кубни огревно дрво. Факт е и дека министерот Цветков одобрил извоз на 29.028 метри кубни огревно дрво. Огревно дрво стои и во барањето и во одговорот. Иронијата да биде поголема. Овој извоз Караджовски го бара со образложение дека побарувачката на огревно дрво во Република Македонија за 2015 година се задоволува со домашно производство и има вишок на дрвна маса која што може да се извезе. Како пример, денеска нови докази. Известувања и фактури за извезено огревно дрво во Грција. Еве го известувањето. А еве ги и фактурите за извоз на огревно дрво во Грција. На самите фактури стои огревно дрво. Министерот Цветков очигледно дека почнува да се губи барајќи оправдување за злоупотребите во министерството кое го води. Тој и натаму служи како параван, преку кој Груевски фамилијата незаконски профитираат. Наместо да се служи со навреди и нервозни оценки за тоа кој ја знае проблематиката, кој не, кој бил способен да работи, а кој не, најдобро е со време да си поднесе оставка. И денес после состанокот со министерот кој што го имав рано наутро, јасно ми беше ставено на знаење дека министерот не планира да одговара на никој од нашите барања, на никој од нашите известувања за потребни информации кои што согласно новиот измените на законот за влада мене ме исследуваат. Тоа е факт за затвореноста и нетранспарентноста, вклучително сега и за личниот однос на министерот Цветков кон функцијата заменик министер кој што има право на вето на сите акти и документи кои што се носат во рамки на министерството. Само да ве известам дека ниту еден акт, ниту една одлука за која што претходно и со закон е утврдено и е договорено да се доставуваат до мене како дополнителен заменик заради проценка за тоа дали станува збор за правно, финансиско и кадровско прашање кој е поврзано со зборите, така како што ВМРО дополнено и власта го толкува, ниту еден таков акт во овој период, во овие 2 месеци не е доставен и тоа покажува затвореноста на самата институцијата, затоа ги прашуваме што штитат, ако е добро, ако се е чисто, ако нема криминал, ако нема злоупотреби, зошто не се одговори на времено, брзо на нашите барања. За сите овие работи во следните неколку денови подготвуваме огромни пакети на известувања со кои што амбасадите ќе бидат известени, вклучително и еврокомисарот Хан кој што доаѓа овде.